почнаевме на машки начин да ја водиме фармата, почнавме на женски начин да ја водиме фармата. Тоа значи повеќе креативност. Машки начин на водење на фарма е да произведат јаболка и да ги складират и да ги продават. На големо. На големо. А ние сакавме тоа на покреативен начин да го напреме и заедно трите одлучивме да е од отворен тип, да доаѓаат луѓе, еден ден да се почувствуваат селани, фармери уствари и да ги покажеме тоа што имаме. Можеш да живееш, квалитетно да живееш. We are open farm since 2018. Until the end of the harvest, we had about 200 guests. Last year we had 700 guests. They come from everywhere. Јас сум Михајло Филев, четвртата генерација, изработувач на охридските бисери филигран, воедно наследник на тајната, односно она што е најбитно за нашиот уникатен занает, охридскиот бисер. Во нашето семејство, оваа традиција и пренесување на тајната е веќе околу 100 години. Тој руски емигрант Јован Субановиќ ја дознава тајната. Когаш побарал жива риба плашица да добие за да проба дали ќе може да изработи музијата. Ја изработил, добил вистинската течност и вистинската субстанца и тогаш му ја пренесува тајната на мојот прадедо Никола во знак на благодарност за неговото пријателство. И од тогаш почнуваме да работиме ние на традицијата, одржувањето на тој рецепт. Добро дојдовте на семејните лозови насади на винарија Бади. Јас сум Блажи Миневски, сопственик и винар во винарија Бади. Винаријата се наоѓа во Кавадарци, срцето на Тиквешкото виногорие, едно од најпознатите, најголемите виногорија на Македонија, а воедно и на Балканот. Ова нива е над 100 години лозарство. Да, али јас сум првиот од тие што почна со производство на вино. Во тој дел за производство на грозје дел е наследено од дедо ми, дел е наследено од татко ми како искуство, дел е од самото учење, значи едукацијата е нешто најважно што треба да се прати. Јас сум Степче Донески, роден 1965 година. Имал сам можност да соберам многу информации за Кратово и Кратовскиот регион. 2009 година и јас одлучи да купам стара куќа во старото градско јадро на Кратово. Одлучи да ја купам куќата на фамилијата Ѓургинчев или Шанчева куќа, за да остане за една вековна традиција за спомен како фамилијата на Ѓургинчеви како е една од најбогатите, најимотните семејства и една од поубавите куќи во 10 куќи во Кратово. Нашата беше идеја да еден посетител да може да види стари покутнини, тоа се етнолошки предмети што се некада користени, сега не се користени. Ана ни е главниот менаџер, Елена е по креативниот дел. Учествувам и јас и во менаџирање, во креирање. Мислам сите три заедно, ама секој си се наоѓаме во овие три работи. Го цениме тоа што нашиот поредок вложил бил во Америка. Работеле во фабриките во Америка, парите ги праќале тука и така купувано земјиште. Така е дел по дел купувано. Ние зголемивме дури фармата, купивме и ниви. И во план сме и уште да си купуваме. Кога наполнив 18-19 години, цврсто се одлучив да го преземам товарот на занаетот и тој чин ми беше пресуден во животот. Покрај техниките и тајната на охридскиот бисер се здобив со техники, односно како што е филигранот, златарството, обработката на драгите, полудраги камења. Сето тоа го усовршив до мојата 25-та година, каде што официјално веќе отворив и свој сопствен дуќан. Во моментов ја правиме финалната постапка или премачкување на емулзијата на основата од школка. Бади ни е семеен прекар. Тоа не е добиено од претходниот семеен бизнес. Значи, Блажи и Данијал е уствари целата приказка. Али Бади потекнува и од филмот Бади Лав. Бади на англиски значи пријатели, а ние кавадарчани сме и онака познати по гостопримството и по пријателството. Нашиот помошник, мојата девојка, овековечено и на етикетата, точно.
Заедно сме во целиот процес. Се поддржуваме меѓу себе и заедно живееме. Љубовта ми е пренесена од Блаже. Немав многу претходни големи интереси, но кога видов што всушност за што станува збор, како да едно гровче се добива така нешто интензивно, божествено, сватив дека и мене ми е овде местото. И заедно мислам дека многу ќе успееме во ова. Ја кад купи стара куќа, не беше прифатен од населението кратко. Биде, зашто ме растевате куќа? И сам за овие години сам имал илјадници гости. Имам пријатели и евреи, и католици, и муслимани, и будисти. Мене ме не интересира. Мене ме е госто да е. Ако го вратимо, ајде да ги видимо импресиите од Booking и од Airbnb со високите оценки. Бидејќи овој град е град на мостови, град на кули, има што да се види, има што да се чуе. И секако, ја ги гледам перспективите дека малите градови имат потенцијал за нешто што другите градови ги нема. Ние имамо гости од Полска, од Рейнбов, имамо гости од Англија, од Чешка, од Словачка, геолози, археолози, етнолози. Значи кцана сол. Значи тоа е наша семена традиција. Значи ние во традицијата задржуваме за кцаната сол со циганска пипер од село Ваков, царевка белојка од село Ваков и ноктецо и повечерката и нането и мајчината. Вршеме на нашите гости презентација како се прави домашна кцана сол. Прекрасен сончев ден во Охрид, како и 225 денови во годината сончеви. Јас како Михајло Филев, кој сум охриѓанец и представник на еден уникатен занет охридскиот бисер, имав многу дилеми низ животот. Афинитети и аспирации, трудолюбивоста, верувањето во себе и моралот и мотивот за идните поколенија. Ние природата да ја вратиме и да ја оставиме како што била дадена од Бога, за да можат следните генерации да ја преземат и да имаат од каде да продолжат. Добрината е за сите иста. Со толеранција, со верба помеѓу нас, добиваме зачување на природата и работење на проекти заеднички кои ќе причинат безбеден, стабилен, мирен, убав живот на сите нас и на идните генерации. Младите треба да се фокусират на овие простори. Ние треба да имамо визија за следните 10 години у која наса кој ќе се движимо. Дали ќе се движимо верски туризам, дали планинарење, дали пешеначење, дали гастрономија. Имамо прекрасни вина, прекрасни сирења, прекрасни медови, джемови, мармалади, едно богатство, многу сонце, имаме прашање, зашто се младите селет, бидејќи ти треба да некоја куќа стара треба да се изчисти, да се измете, да се санира. Преку ноќ не можеш да направиш. Ја ќе дадам една препорука на младите. Ако те бива, и овдека те биде, и тамо ќе те биде. Ако не те бива, ни овдека и тамо нема да те биде. It's a family legacy, let's say. So, yes, I know I can do it. My sister knows she can do it. My mom knows she can do it. And also, I have to admit in Macedonia, especially, people are skeptic about a woman being farmer. So we wanted to prove that women actually can be farmers. And we are doing it 3 years now successfully. За разлика, ајде да наречеме, од младите кои што бегаат веќе од земјоделието со долгогодишното уништување на земјоделието, јас се одлучив кога веќе останавме во Македонија да работам оваа благородна работа. Виното е љубов, виното е здравје, виното е лек за душата. И несомнено за тоа се вика и храна на боговите или пијалок на боговите.